Половина век стари водоводни цевки низ кои секојдневно исчезнуваат милиони литри вода. Ваква е состојбата со водоводниот систем кој со децении буквално протекува во скоро сите општини во Македонија. Низ застарената инфраструктура, која одамна требало да биде заменета, се губа дури 80% од водата. Низ Македонија во некои општини водоводните мрежи се буквално од нивното самата изградба по 30, 40, 50 години стари системи водоводни кај што не се вложува ниту денар во обнова на самите водоводни мрежи, затоа се и оние загуби во текот на водоснабдувањето кои што ги имаат голем дел од водоводните предпријатија. Застарената инфраструктура, ограничените капацитети на јавните предпријатија и недоволната институционална координација се клучни проблеми кои експертите ги детектираат. Поради тоа, Македонија подготвува силна инвестиција и реформи во секторот. Секторот бара околу 2,5 милиарди инвестиции до 2045 година. Тоа се огромни средства кои што некој треба да ги имплементира и да ги управува тие системи. За ова да се направи една реформа, не е можно да го прават предпријатијата. Тие се даватели на услугите. Бара носителите на политиките на локално и централно ниво се обединат и пред се некако систем кој што ќе биде воден и управуван од повеќе министерства. Потребен е така наречен форранер, предводник, еден кој што ќе го води и ќе биде одговорен за реформите во секторот. Странските експерти укажуваат дека решението на проблемот со огромните загуби на вода не лежи само во реинвестирањето, туку бара и добар менеджмент, нешто што досега било занемарувано. The water loss is not an isolated problem. Загубата на вода не е изолиран проблем. It is of course due to aging networks. Тоа е резултат на старите водоводни мрежи. But it is also because there is insufficient capital for infrastructure replacements. Проблемот е и во недоволен капитал за замена на водоводните мрежи. Сдружувањето на општините и предпријатијата во обезбедување водни услуги е модел кој се разгледува како начин за подобрување на ефикасноста и намалување на трошоците. Наместо 70 јавни водоводни предпријатија да функционираат 6 до 7 предпријатија во државава. Покрај ова треба да се размислува за дигитализација на секторот, примена на нови технологии и препознавање на човечките ресурси како капитална инвестиција. Додека ова се имплементира, владата обезбедува средства со кои општините треба да ги одржуваат водоводните системи.